Неприсуството на советниците на Социјалдемократскиот сојуз на седниците на општината, кои не се запознаваат со материјалот за седници на советот, води до аномалии во работењето на советот на општината и неефикасност во функционирање на истиот. Ова го потенцираше председателот на советот Владко Миташев, кој денес ја информираше јавноста. И затоа прашувам, дали затоа советниците на Социјалдемократскиот сојуз не одат на тие седници? Така ли ги застапуваат интересите на граѓаните? Од друга страна, немаат против земање на паушалот кој се исплаќа за редовност на седници, меѓутоа и за редовност на седниците на комисиите. Ваквата состојба трае долго. Нивниот координатор на советничката група се нема појавено на седница на комисија за мандати и именувања, каде вообичаено покрај дневниот ред се утврдува и координацијата за седница на совет. И истото се случува од страна на советниците на СДСМ во сите останати комисии. 3,5 години до советот, оваа советничка група нема доставено ниту една писмена иницијатива која се однесува на било која тема, па и на тема за подобрување на живењето на нашиот град. Прашувам, затоа ли седат во советничките клупи и редовно го прибираат месечниот паушал? За ништо не сработено. Миташев се осврна и на вчерашната изјава за точки на дневен ред за спортско-рекреативниот центар Брегалница, за кој потенцира дека истите не биле ниту почнати, а веќе биле критизирани пред медиумите. Имено вчера советничката група од СДСМ ја информираше јавноста за точка на дневен ред која ќе следи на советот, за одлуката донесена во месец февруари за продажбата на градскиот базен и продажбата на земјиштето по цена од 1080 динари за метар квадратен. Членот кој што децидно кажуваше дека избраниот најповолен купувач има обврска во рок од 1 месец по склучувањето на договорот да ја купи и парцелата по цена од 1080 денари, сега значи на советот tu се поставува предлог одлука за измена на оваа првобитно донесена одлука, со која што се вика дека цената не се фиксира, не е одредена на 1080 денари по метар квадратен, туку ќе се определи накнадно. Кога истите тие точки дојдоа на дневен ред, беа објаснети од стручни служби, но господата советници останаа неми пред аргументите. Сепак и наетот не успеа да го надминат и ја напуштија седницата. На седницата се случи токму обратното од тврдењето на Социјалдемократскиот сојуз. Ниту се смени цената, ниту има непочитување на роковите од страна на купувачот. Се вршеше законско усогласување на постоечкиот купопродажен процес, за да може собственикот конечно да почне со градба, бидејќи одамна се му е платено. Требало само да отидат на комисија, да ја видат расправата на седницата и ќе се увереа дека нема конспиративен заговор. Ова е непобитна вистина. Ќе биде објавена во службен гласник на општината за неколку дена и сите вие ќе можете да се уверите во тоа.